Добро вечер, го следите централното издание на Дневникот. Ова се настаните кои го одбележаа првиот ден од работната недела. 30-тиот јубилеен бесплатен интернет клуб од програмата на Министерството за информатичко општество и администрација отворен во Велес. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на Велес вчера вечер го прослави 26-тиот роден ден. Средба помеѓу пензионерите од Кавадарци и Лесковац. Триесетиот бесплатен интернет клуб од програмата на Министерството за информатичко општество и администрација денеска официјално беше отворен во Велес. Ова е прв бесплатен интернет клуб отворен во градот, истиот ќе им биде достапен за користење на сите граѓани. Велес го доби првиот интернет клуб од програмата на Министерството за информатичко општество и администрација. Целта на овие клубови е што поголем број на граѓани да имаат пристап до интернет услугите. Сме насочени кон реализација на концептот на инклузија. Тоа значи овозможување на пристап до интернет содржините на што е можно повеќе граѓани. Но истовремено овие интернет клубови праксата покажува дека се користат од многу граѓани кои што се во рајонот на центарот на градот имаат потреба од ИКТ опрема, но исто така реализираме и разни обуки за IT вештини во рамките на овие интернет клубови. Околу 120.000 граѓани минатата година ги искористиле услугите на интернет клубовите ширум Републикава, што е одличен показател дека овој проект се покажал како позитивен, вели заменик министерот за информатичко општество Тимчо Муцунски. Нешто над 128.000 граѓани ги искористиле капацитетите на интернет клубовите на Министерството за информатичко општество и администрација и околу 70% од граѓаните кои што ги користеле интернет клубовите биле млади граѓани до 26 години. А преку ваквите проекти Република Македонија се става на глобалната карта во областа на ИКТ. Постојано ги подобруваме нашите параметри и варијабилите по кои што сме мерени. Ова е само еден од заедничките проекти на локалната самоуправа и Министерството за информатичко општество, потенцира градоначалникот Чадиев. Во иднина се планирани и други проекти кои се дел од програмата на градоначалникот. Програмата остварена веќе повеќе од 95%, меѓутоа задоволството уште поголемо што еве денеска во центарот на градот со заедничко партнерство со Министерството за информатичка технологија отвараме овој клуб, тоа што просторијата среди општина Велес, IT опремата и секако вработениот во наредниот период се грижа на Министерството. Отварањето на интернет клубови продолжува и понатаму, се со цел да се задоволат потребите на граѓаните ширум Републикава, истакна заменик министерот за информатичко општество Тимчо Муцунски. Владата субвенционира вработување на лица од различни ранливи категории. Оние компании кои ќе вработат лица во социјален ризик ќе добијат дополнителен надоместок за плати. За таа цел Агенцијата за вработување објави оглас според кој право на аплицирање имаат 7 категории на регистрирани невработени лица. Првите 3 категории се корисници на социјална парична помош, лица кои до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители и родителска грижа и лица кои биле корисници на програмата условен паричен надоместок за средно образование. Повеќе детали за оваа мерка во изјавата на владиниот портпарол Александар Ѓоргиев. Оваа владина мерка е специјално дизајнирана со цел да се даде стимулација на работодавците да вработуваат лица кои што се наоѓаат во социјален ризик. Огласот е во тек и ние апелираме сите деловни субјекти да аплицираат на истиот, да се стекнат со можноста во еден 6-месечен период државата да ги покрива трошоците за плати по однос на ангажирани работници врз основа на овој оглас, односно работодавецот да добива или 20 или пак 22.000 денари месечно по единица ангажиран работник. На тој начин ќе ги подобрат своите можности за раст на бизнисот, за профитабилност, подобрување на своите деловни перформанси, а истовремено ќе обезбедат вработување и екзистенција за лицата кои што се наоѓаат во социјален ризик. Дополнително 6-месечниот период е соодветен период во кој што работодавецот може да ги увиди знаењата, вештините, способностите на лицето кој што го ангажира, да направи подобрување на истите со цел да го задржи во еден долгорочен работен однос, што е и основна владина интенција.
Расте интересот за животно осигурување во Македонија. Двоцифрените стапки на раст кои се забележани изминатите години се показател дека најголем дел од пазарот се уште останува неискористен. Агентите кои се занимаваат со овој вид на осигурување велат дека висината на полисата е достапна за секого, а ова е одличен начин да се оствари заштеда. И се осигуруваш и штедиш. Вака агентите во земјава што се занимаваат со животно осигурување го објаснуваат овој релативно најнов тип на осигурување, кој доживува голем подем во земјава во последниве неколку години. Македонија е на самиот прак на развојот на животното осигурување. Двоцифрените стапки на раст забележани изминатите години се показател дека најголем дел од пазарот се уште е неискористен. Најмладо лице кое што може да склучи договор за животно осигурување треба да има наполнето 14 години, а највозрастното лице треба да има наполнето 65 години, а договорот на осигурување да му заврши најдоцна до 85 години. Што значи лицата веќе кои што имат наполнето 14 години веќе можат да бидат осигуреници во осигурителните компании. Висината на полисата за животно осигурување агентите велат дека е достапна за секого. Договорот може да биде склучен од 10 години до 40 години во зависност од возраста на клиентот и премијата која што може да изнесува е од 250 евра до 3000 евра на годишно ниво. Еве една покана до сите граѓани на Велес и пошироко, доколку се заинтересирани за животно осигурување или па за некој друг тип на осигурување да повелат во нашата канцеларија да добијат бесплатно советување. Во развиените земји во светот премијата за животно осигурување учествува со речиси 80% во вкупната премија за осигурување, а учеството во вкупната осигурителна премија кај нас е 13%, што говори дека најголем дел од пазарот е уште неискористен. Осигурителите очекуваат поуспешни години и вртоглаво растење на животното осигурување во следнава деценија во земјава. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на Велес вчера го прослави 26-тиот роден ден. Традиционално беше организиран фудбалски надпревар помеѓу членовите од партијата. На одбележувањето на роденденот беа присутни и председателот на Општинскиот комитет Александар Колев, како и членот на извршниот комитет Илија Димовски. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН вчера вечер го прослави својот 26-ти роден ден. Како и секоја година, така и оваа се организираше фудбалски надпревар помеѓу членовите од партијата. ВМРО ДПМН е партија која е силно застана за самостојна и независна Македонија и во иднина ќе продолжи да биде политички субјект кој ќе ја брани и развива Република Македонија, рече председателот на ВМРО ДПМН при Општинскиот комитет Велес Александар Колев. Како што не успеа да ги поколебаат четите на илинденците, како што не успеа да ги поколебаат четите, ВМРО-вските чети на ножот, како што не успеа да ги поколебаат останатите облици на здружување на македонските родолюби, како што не успеа да ги поколебаат и да го уништат ВМРО во велешките гимназијалци, како што тоа ВМРО денес го гледаме во нашиот Чичко Саздо, како жив сведок дека ВМРО не може да биде уништено, како што не успеа да го спречат формирањето на независна Република Македонија и формирањето на ВМРО ДПМН, така не можат и нема да успеат никогаш да го спречат постоењето на ВМРО. ВМРО ќе остане да живее вечно. ВМРО, како што кажав, е посилно од сите нас. ВМРО е Македонија. ВМРО ДПМН и понатаму продолжува да создава дела. Во минатите 10 години во нашиот град се направија проекти кои што собрани на куп веројатно тежат повеќе од 50 на милиони евра. Не би сакал многу да подсетувам, но морам да кажам дека завршување на хидросистемот Лисич, реконструкција на двете болници, изградба на новиот театар, санација на лечиштето Рамина, инфраструктурно решавање на влезовите на градот, огромен број на улици асфалтирани, циментирани, огромен број на водоводни мрежи, канализациони мрежи, индустријски зони, привлечени инвестиции, отворена една фабрика, друга во процес на вработување, трета во процес на реконструкција, четврта во процес на чекање на потребни документи за
работа во нашиот град. Димовски додаде дека ВМРО ДПМНЕ има една единствена цел – да ја зајакне Македонија и да создава дела кои ќе значат подобрување на животот на сите граѓани, дела кои ќе значат напредок за Република Македонија. Полицијата пронајде 12 илегални мигранти од Сирија во близина на локалниот пат Кавадарци кон Опиште. Колешката Сања Левкова-Ангелова ги има деталите. 12 илегални мигранти од Сирија пронајде полицијата вчера во близина на локалниот пат Кавадарци кон Опиште. Во патничко моторно возило Renault E-Space со скопски регистарски ознаки, полицијата пронашла 4 возрастни лица и 8 малолетни деца. Министерството за внатрешни работи денеска соопшти дека мигрантите се приведени, 6 од нив ќе бидат задржани во прифатниот центар за странци, а останатите ќе бидат вратени назад во Република Грција. Возачот, откако не застанал на даден знак, продолжил со движење и по кратко време застанал. Го оставил возилото и успеал да побегне. Се превземаат мерки за пронаоѓање на возачот на возилото, стои во соопштението на МВР. Дизел горивата се намалуваат за 1 денар по литар, а цената на бензините останува иста. Ова е одлуката која денеска ја соопшти Регулаторната комисија за енергетика, а започнува да важи од ноќеска на полноќ. Од ноќеска на полнок дизел горивата се намалуваат за 1 денар по литар, а цената на бензините останува иста, соопшти од Регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и малопродажните цени на нафтените деривати во просек од 1,96 односно за 1,2%. Малопродажните цени на Евро Супер БС 95 и на Евро Супер БС 98 не се менуваат, односно остануваат 61 и 63 денари за литар. Евродизел ќе се продава по нова цена 48 денари, а екстра лесното масло за домаќинство ќе се продава по 36,5 денари за литар. Со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика за 0,15 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 22,763 денари за килограм. Новите цени на нафтените деривати се должат на 2,6% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 0,42% повисокиот курс на денарот во однос на доларот. Пензионерите од Лесковац денеска ги посетија кавадаречките пензионери. Ова беше нивната прва заедничка средба, а тема на разговор беше продлабочување на соработката помеѓу двете здруженија. Пензионерите од Лесковац денеска беа во посета на кавадаречките пензионери, каде што разговараа за продлабочување на односите и заедничките активности помеѓу овие две здруженија. Председателите на здруженијата се договорија да соработуваат на повеќе полиња од кои би произлегле заеднички дружења, спортувања и убави моменти. Ние ќе најдеме заеднички јазик, секако што дојдовме да се собравме овака, ќе најдеме, а нашата соработка ќе биде во полето на од овие нашите секции кои што ги имаме ние, во полето на културно-забавен живот, на спорт, на рекреација, али затоа сме денеска тука со нивните раководители, нашите раководители на комисиите, па ќе видиме што можеме да оваа година да се договориме, кај може да се најдеме заеднички да настапуваме. Председателот на пензионерите од Лесковац Братислав Здравковиќ се надева дека од денешната дружба ќе дојде до збратимување на овие две здруженија и ќе остварат повеќе средби како во Кавадарци, така и во Лесковац, за да можат пензионерите заеднички да се дружат. Први сусрети су били неки у Куманово. Ова е прва наша заедничка средба со цел да се договориме околу активностите на нашите пензионери. Најпрви на дружбата, а потоа надпреварувањата меѓу пензионерите во сите активности, како од културата, спортот и рекреативните активности. Видовме и слушнавме дека пензионерите од Кавадарци се доста успешни на сите спортски активности. Се надеваме дека заедно ќе соработуваме и ќе си поминуваме убави моменти, бидејќи на нас пензионерите останува да се дружиме, забавуваме и да уживаме во нашите пензионерски денови. Кавадаречките пензионери ќе бидат поканети на познатата Лесковачка скара и на чествувањето на 70 години од формирањето на пензионерското здружение во Лесковац во месец октомври.
Согласно законот за лов, од 1 август започнува ловот на прилетен дивеч. Ловот ќе биде дозволен до месец март наредната година. Согласно законот за лов, од 1 август започнува ловот на прилетен дивеч, односно грлица, подполошка, див гулаб, гулаб гривнаш и дива пајка. Ловот ќе биде дозволен до месец март 2017 година, со тоа што љубителите на прилетен дивеч во август и септември ќе можат да ловат и во сабота и во недела, а додека останатите месеци ловот ќе биде дозволен само во неделите. Дозволено е во текот на еден ловен ден ловџиите да застрелаат најмногу по 10 грлици, 10 подполошки, 15 диви гулаби, 5 гривнеши и 10 диви пајки. Ловот на прилетен дивеч ќе се изведува во појас од 50 метри по течението на реката Вардар, а ловџиите покрај дозволата за лов ќе мора да ги почитуваат и однапред утврдените правила и прописи од страна на ловното друштво, донесени согласно законот за лов. Во рамки на работната посета на САД, министерот за одбрана Зоран Јолевски го посети одделот за мировни операции во седиштето на Обединетите нации. Изминатата недела на телефонската линија Ало докторе се регистрирани 1118 повици. Вестите од земјава во продолжение. Во рамки на работната посета на САД, министерот за одбрана Зоран Јолевски го посетил одделот за мировни операции во седиштето на Обединетите нации во Њујорк. Како што соопштуваат од Македонското министерство за одбрана, Јолевски го информирал подсекретарот на Обединетите нации и шеф на одделот за мировни операции Хервела Цоус дека во рамки на министерството се размислува за зголемување на учеството на Арама во мировните операции и давање поголем придонес кон светскиот мир. Лацоус ја поздравил иницијативата и како што стои во соопштението, ги понудил сите капацитети на одделот за мировни операции на Обединетите нации на располагање како помош за армијата на Република Македонија и Министерството за одбрана при реализирање на целта. При посетата, Јолевски разменил идеи околу регионалните иницијативи во доменот на мировните операции и информирал дека Македонија од септември ќе биде домаќин на штабот на Балканските медицински сили. Јолевски и Лацоус ја завршиле средбата со заклучок дека изнесените идеи имаат потенцијал за натамошно продлабочување на соработката. Изминатите 7 дена на телефонската линија 0215-123 или познатата како Ало докторе медицински совет побарале 1118 граѓани. Линијата е достапна секој ден, 24 часа со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на различни симптоми на нарушување на здравјето. Оваа недела најмногу повици биле за покачан крвен притисок, главоболки и алергии. 25 доктори преку телефон давале здравствена помош со совети и соодветна симптоматска терапија. Телефонската линија Ало докторе функционира од 15 септември 2014 година и досега се регистрирани 104.337 повици. Нов бомбашки напад во Германија. Најмалку 12 лица повредени, а најмалку 2 лица го загубија животот, а 17 се ранети при напад врз ноќен клуб на Флорида. За овие за останатите вести од светот во продолжение. Сириец на кого германските власти му го одбиле барањето за азил се разнел со бомба пред влезот на сала за концерт во градот Ансбах во близина на Нирнберг. Освен бомбашот самоубиец, други загинати нема, но најмалку 12 лица се повредени. Од концертот биле евакуирани најмалку 2500 луѓе. Нападот го извршил 27 годишен сириец, кој пристигнал во Германија пред 2 години и веќе 2 пати се обидувал да изврши самоубиство. Министерот за внатрешни работи во Баварија Јоаким Херман изјави дека најверојатно станува збор за исламистички самоубиствен напад. Очигледната намера да убие повеќе луѓе укажува на исламистичка врска, изјави Херман. Полицијата соопшти дека 27 годишниот сириец се разнел во близина на место каде се одржувал музички фестивал под отворено. Министерот вели дека човекот носил ранец пон со експлозиви со кои можело да се убијат многу луѓе. За само една недела Баварија беше погодена од 3 сериозни инциденти. Претходно во текот на вчерашниот ден 21 годишен сириец во градот Ройтлинген со мачета уби една жена и повреди 20 други луѓе пред да биде уапсен.
Најмалку 2 лица го загубија животот, а 17 се ранети како последица на напад врз ноќен клуб во градот Форт Мајерс во американската сојузна држава Флорида. Нападот се случил во раните утрински часови во локал познат под името Клуб Блу, јави телевизијата NBC, повикувајќи се на полициски извори. Во времето кога се случил инцидентот, во локалот имало забава на која присуствувале голем број тинејџери. Како што изјавуваат очевидци, се слушнале 30 на истрели. Од полицијата се уште не соопштуваат повеќе детали за целиот случај. Највисоки 54 степени Целзиусови се измерени во Кувајт, емират на брегот на Персискиот залив. Рекордната температура од 54 степени Целзиусови, односно 129 степени Фаренхајтови, е измерена во средата на 20 јули во местото Мутриба, северозападен Кувајт. Податокот за светскиот рекорд представен од кувајтските метеоролози денеска се потврдени од Светската метеоролошка организација. Претходно температура од над 54 степени била регистрирана само 2 пати. На 10 јули 1913 година во Калифорнија, каде живата достигнала до 56 степен, а на 13 септември 1922 година во италијанската воена база во Либиската пустина се забележани 58 степени Целзиусови. И во двата случаи, според експерти, мерењата биле направени со уреди со сомнителна точност, така што ниту едниот ниту другиот податок не се признати како веродостојни. Нестабилното време од вечерва ќе продолжи во текот на утрешниот ден, поради што се очекува пад на температурите. Максималната дневна ќе се движи во интервал од 21 до 32 степени. Да ги погледнеме деталите. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Имајте пријатна вечер.